Председателот на САД Барак Обама ќе изрази загриженост за континуираното блокирање на приемот на Македонија во НАТО за време на неговата посета на Грција идната недела. Обама ќе ја пренесе пораката дека САД остануваат посветени на трансатлантската безбедност, пишуваат аналитичарите Лук Кофи и Даниел Кочис во коментарот објавен на порталот Heritage. Кофи и Кочис потенцираат дека Обама треба да биде искрен во критиките за грчката поддршка на Русија и за продолжувањето на обструкциите за влез на Македонија во НАТО. Спротивставувањето на Грција за членството на Македонија во НАТО поврзано со прашањето за името и легалноста на оваа позиција во однос на меѓународното право ја доведе во прашање политиката на отворена врата на НАТО. САД треба да ја поттикне Грција да дозволи Македонија да влезе во НАТО под условите на привремената спогодба од 1995 година. Во анализата на Heritage се подсетува дека во 1993 година Република Македонија се приклучи кон Обединетите нации под привремената референца, а во 95-та двете земји ја подпишаа привремената спогодба со која Атина се обврза да не ги блокира македонските интеграции во меѓународни институции. Во текстот се наведува и дека Грција ја прекрши оваа спогодба со ветото за македонското членство во Северноатлантската алијанса во Букурешт во 2008 година. Белата куќа објави дека од 15 до 18 ноември председателот Барак Обама ќе ги посети Грција и Германија. Обама посетата ќе ја започне со Атина, каде ќе се сретне со председателот на Грција Прокопис Павлопулос и со премиерот Алексис Ципрас.